Почитувани колеги, почитувана јавност, според моето мислење како пратеник во овој парламент, сметам дека овој закон кој што денеска е пред нас, за кој што ве замолувам да го поддржиме сите, е од суштинско значење и уредува една регулатива која што е барање на различна група на граѓаните 34 години, колку што е независна нашата држава. Односно, пластично да објаснам, се дава можност на еден трипартитен диалог кој што е несомнено многу суштински поврзан на пазарот на трудот, да оствари одредени права, а и да дадеме можност на огромна категорија на граѓани да можат да имаат дополнителен финансиски бенефит од истиот закон, односно да ја регулираме дополнителната и сезонската работа која што треба да имаат огромен број на граѓани во оваа држава. Важно е да се напомене дека овој закон беше поднесен консензуално и беа потпишани многу голем број на пратеници од различни пратенички групи и жалам што навистина од една пратеничка група која што овој закон го квалификуваше како негативен не се поднесоа соодветни амандмани и не се тука да го спорат овој закон. Важно е да се напомене дека истото ова законско решение има силна поддршка и од една германска институција за која што сметам дека во наредни денови треба да имаме состанок и дека целиот овој систем кој што треба да го регулира внесот на пазарот на трудот на сите овие работници ќе биде поддржан со грант по мои информации од над 200.000 евра. И она кое што е важно, ова законско решение ние го дискутиравме со опозицијата во неформални разговори и се согласавме дека вакво нешто е потребно, биејќи на ваков начин три страни ќе имаат суштински важен, многу важен бенефит. Првата страна е државата, која што преку данокот на личен доход ќе оствари одредени права за да го наполни буџетот. Втората страна е работодавачите, кои што на ваков начин законски ќе можат во одредена рамка да мобилизираат огромен број на работници, а имаме чувство дека, и тоа е факт, се помалку работна сила на пазарот. И третата работа, која што е најважно, тоа е македонскиот работник, кој што во овој пат ги собравме во едно 7 категории, многу важни категории на граѓани, кои што со изгласувањето на овој закон од овој ден натака ќе имаат можност да работат, за тоа да имаат платено и придонеси, а и да бидат ангажирани регуларно во некоја рамка на трудот согласно нивните барања на пазарот на трудот. Што е важно да се каже за овој закон? Со овој закон сакаме да регулираме и да дадеме можност во три дејности, односно шифри на дејности, односно во три општествени гранки да се ангажираат работници привремено, односно сезонски. Првата е угостителството, што е многу важно, втората е земјоделието, што е исто така важно, и третиот е услужната дејност. И сега многу се поставува прашањето, тоа го имавме и во комисиската расправа, зошто се ограничуваме само на овие три дејности. Сакам да ја информирам јавноста, особено работодавачите и работниците, ниту на политичарите. И затоа сметавме дека во овие три дејности, кои што во моментот се најголем дефицит со работници, треба да добијат можност да ангажираат лица на привремена или на сезонска работа. Сега, кои лица ќе може да бидат ангажирани? Ќе можат да бидат ангажирани вработени лица, ќе можат да бидат ангажирани само вработени лица, ќе може да бидат ангажирани студенти, ќе може да бидат ангажирани пензионери, ќе може да бидат ангажирани странци со регулиран престој и ќе можат да бидат ангажирани лица помлади од 18 години во пропис, односно согласно позитивните прописи на другите закони кои што го регулираат ова. Што значи дека сите овие лица ќе им биде дадено во можност по изгласувањето на овој закон, за кој што се надевам дека ќе биде денеска, да се појават како можни баратели на работа и да бидат ангажирани по овој закон. На овие лица, согласно овој закон, не им прекинува другото право кое што го имаат и сите оние обврски кои што ги имаат од страна на државата. Тоа значи дека за дополнителен приход ќе може да го вкалкулираат и примат сето тоа кое што како надомест ќе го добијат по основ на овој закон, нема да го изгубат правото на пензија, нема да го изгубат правото на социјална помош, нема да го изгубат студентите правото да добиваат стипендија или да аплицираат, ниту па овие приходи ќе им бидат калкулирани во оние ранкинг листи за да може да добијат одредено право како стипендија, ќе може да бидат ангажирани средношколците и така натака. Она кое што е многу важно, за сите овие ангажирања
државата ќе им плати и данок на личен доход, односно и тие ќе бидат обврзници за овој дел од давачките према државата, придонес за пензиско и инвалидско осигурување и дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување. По некои наши проценки, а и во преговорите кои што ги имавме со оваа германска институција, би кажал, она што е особено важно е дека очекуваме по носењето на овој закон и по оние 7 или 8 дополнителни известувања на јавноста кои што како грант ќе ги превземе оваа германска институција, да ставиме во систем дополнителни 20 до 30.000 работници. Ова навистина беше барање 34 години и на ова законско решение на сите колеги кои што учествуваа во носењето на истото, за безбројите консултации кои што ги имавме и со бизнис секторот и со работодавачите, особено е важно да се каже дека на самата комисија имавме поднесено 35 амандмани. На таа јавна расправа учествуваа Министерството за економија и труд, Министерството за социјална работа, Управата за јавни приходи, Агенцијата за вработување и сите оние институции кои што имаат било каква надлежност за регулирање на овој дел. Од тие 35 поднесени амандмани беа прифатени 23, навистина ова треба да представува еден пример кој што треба да биде следен и понатака, бидејќи навистина еден реформски закон. Од мое име и од името на мнозинството колеги пратеници ве замолувам да го поддржиме ова законско решение и веќе од објавувањето во службениот весник да дадеме можност на сите овие категории на граѓани дополнително да бидат ангажирани, да ги зголемат своите семејни буџети, но да помогнат и на работодавачите и на самата држава. Ви благодарам. Благодарам.